Окей сме? Добро. Александра, можемо? Јас сум спремна. Може. Ви благодарам на присуството. Јас сум Дарија Мустафоглу, советник во Советот на општина Ѓорче Петров од политичката партија Левица. Ви благодарам за издвоеното време пред се и за интересот. Оваа пресконференција свикавме со цел да ја прикажеме реалната слика за дупот кој го актуализираше Левица, односно дупот градска четврт СЗ-16, кој се наоѓа на границата помеѓу општина Ѓорче Петров и општина Карпаш. Воедно и со цел да ви известиме за чакурите кои што ги презема и ќе продолжи да ги презема политичката партија Левица во однос на овој катаклизмички, урбанистички, односно бетонизирачки токсичен план, кој е исклучува во интерес на политичките елити од ВМРО ДПМН и СДСМ, како и во интерес на апетитите на инвеститорите. Токму за ова место, во саботата, градоначалникот Стојковски, советниците од ДПМН и коалицијата, помогнати од министерствата со кои што раководи СДСМ, швирцарски прот на дуп кој предвидува над 30 нови згради на овој поток, од кои повеќето се висококатници. Токму на плацот позади нас, ДПМН на Имер Салмани му одобри подигнување на 20 и 17 катница. Од ова место, само од изградбата на предвидените стамбени единици ќе се оствари профит од фантастични 240 милиони евра. Ново предвидените над 30 стамбени згради, односно 7, 9, 12, 14, 17 и 20 катници, на општина Ѓорче Петров ќе донесат 10.000 нови жители и 2675 возила. Значи, иако се планирани нова градинка и нова училишта, тие ќе бидат недоволни да им понудат услуга на моменталната бројка на дечиња кои што чекаат во општина Ѓорче Петров, а не пак на децата во, мислам, на семејствата кои што ќе бидат вселени во новите бетонски чудовишта. Дополнително градинката и училиштето согласно ново донесениот ДУП би биле во близина на химиски фабрики, во кои според нашите информации би се произведувала козметика, средства за хигиена, средства за чистење, солна киселина, варикина и антибиотици. Овие фабрики се предвидени врз главниот цевковод и постои опасност од хаварија, односно опасност цело Скопје да остане без вода. Вредно да се истакне дека дупот СЗ-16 се наоѓа во втората заштитна зона, односно согласно одлуката за утврдување на границите на заштитните зони на бунарското подрачје Нерез и Лепенец од 11.8.1999 година, кое што е се уште во сила. Во широката заштитна зона, зона на санитарно ограничување, се забрануваат по големи број на дејности, односно изградба на објекти и вршење на активности со кои може да дојде до загадување на подземната вода. Воедно ви известуваме дека Левица подготви преставка до Државниот инспекторат за локална самоуправа, со која се бара да се запре примената на одлуката на овој ДУП, поради повреда на законитоста и постапката за придонесувањето на истата. Прво, со одлуката за овој ДУП е наведено дека истата влегува во сила веднаш, а ќе се објави во службеното гласило на општината. Ова е спротивно пред се на член 62 од Законот за локалната самоуправа, а потоа и на членот 79 од статутот на општина Ѓорче Петров. Имено јасно е наведено дека сите прописи кои ги донесуваат советите на општините влегуваат во сила 8-миот ден од денот на објавувањето во службените гласила или најрано со денот на објавувањето во службениот гласник на општината. Ова одлука до овој момент се уште не е објавена во службениот гласник на општина Ѓорче Петров, што значи дека доколку инспекторатот се одважи ја запре примената на оваа одлука, овој катастрофален ДУП нема да се спроведе, бидејќи законскиот рок за донесување на истиот истече на 18.2.2024 година, односно пред 2 дена. Втора, спротивно на суштината на така наречените вонредни седници, на 16 февруари, петок, вечерта е закажана вонредна седница за на 17 февруари, односно сабота во 10 часот за бајла. Значи, вонредни седници се свикуваат за елементарни непогоди, односно адхок ситуации.
а не за неажурност на службите и градоначалникот, односно за дупови за кои се спијала десетина години и одеднаш им текнува дека рокот им истекува на 18 февруари 2024 година, па решаваат на 14 февруари да пуштаат барање за согласности до министерствата раководени од раководствата на СДСМ, кои даваат согласност за ваквиот хаос. Трето, нетранспарентност оди до таму да пред оваа одлука не била свикана комисијата за урбанизам при Советот на општина Ѓорче Петров, што е спротивно на праксата, на досегашната пракса на Советот и на општината, како и на актите на општината. Советничката група на Левица е апсолутно против ваков коруптивен, криминален, нехуман, бетонизирачки план, кој ќе предизвика сериозни последици не само по општината Ѓорче Петров, туку и по целиот град Скопје. Затоа ќе продолжиме јавно да ги откриваме сите недоследности на овој ДУП и цела негова постапка. Ќе иницираме постапки пред сите надлежни органи, а не отпаѓа можноста ниту за протест. Од овој наш став нема да не отргнат никакви закани и притисоци, биле тоа од политичките елити и профитери, биле тоа од засегнатите инвеститори. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Имер Салман, Да. дека генерално населението на Шовијдуп не е од вчера. Да. Долги години назад се обидува да донесат. Мислите ли дека сега како што велите Комора за полни интереси дека се обидува заради бизнес интерес? Па согласно ситуацијата така изгледа по се. Значи инвеститори не е само Имер Салмани, туку е и фабрика Карпош, која е позната по градбите во Александрија, од кои што доста жители се незадоволни. Така споменавте тука дека е заштитено подрачје, може ли подетално да не објасните за што станува збор? Тука има вода од која што се снабдува цело Скопје или како? Северниот дел на Скопје, колку што сум информирана, меѓутоа да постои опасност, доколку мислите за бунарите, постои опасност да Скопје нема питка вода понатамо. Односно, оваа одлука која што ја наведов е од 1999 година и е се уште во сила, донесена од градот Скопје и точно за 16, значи овој дел овдака, е наведен како заштитно подрачје од втора категорија. Благодарам. Само стани кратко, горе направи дека концерт. Дарија Мустафоглу?